Добро, со моето име и со името на амбасадорот Фршковски се лицитираш уште за време на изборите, така да не беше изненадување. Јас уште бев во Букуреш кога слушнав дека веќе се нуди тоа место, така да не си има одлучено однапред и се бараше некоја причина. И многу наивно влета во едно сценарио каде што преку вечер објави дека сум се степал на некој прием, па била присутна министерката за дворешни работи на Романија, пона реагирала, што беше смешно, така да јас го дадов вечер на суд. Они се обидоа преку тоа, потоа одеа преку други работи, не е битно. Битно е што целата оваа смена на амбасадори, убаво реков ти, 24 места се слободни, се случува за да се дефокусира јавноста од она што вистински се случува во Министерството за надворешни работи, е тоа што ние сме апсолутно изолирани. Имаме министер кој што е целосно изолиран. За 9 месеци колку што е он министер, верували или не, ние имаме посета на министри за надворешни работи двајца. И ниту еден од соседството, еден е само од Европската унија. Че ова досега не се случило во македонска дипломатија и воопшто функционирање на било која македонска влада. И сето тоа треба се покрие со прогон на амбасадори, пресови, за тоа кривични пријави, нели колеги и така натаму, за да се покрие ова работа. Да не забораваме една уште една работа, што гледам опозицијата го заборава. Он е министер за надворешни работи и надворешна трговија. Доаѓаме до темата. Јас ви тврдам дека во овој момент нема никакви сознанија нити појма за податоци. Значи имаме девастирана дипломатија, 24 места се празни, еве НАТО е празно. Нели полна е устата со НАТО. Данска, која што е председавач од 1 јули, председавач на Европската унија, ние немаме амбасадор, сега да се започне процедурата, нема да стигнеме. Се сеќавате на Милошевски, полна беше устата за пополнување на амбасадорски места и така натаму. Значи пред тоа беа слободни, кога 24, 9 се врати, од кои што убаво кажавте, шесторица се одлични кадри, одлично докажани кадри на битни места, сензитивни места. Они не успеа за 9 месеци ниту едно место да пополнат, затоа што нема никаков концепт. Се инсистираше на тоа дека после промената на амбасадори ќе имаме воведување на професионалци, за да првиот и единствен номиниран амбасадор е докторот. Тој сигурно е добар доктор, но и тој е доктор по професија. Нема ден искуство во надворешна политика.